Денес, 20 мај, е меѓународниот ден на пчелата. Подарете и љубов на пчелата, подарете и внимание и таа ќе ви возврати многу повеќе. Како што веќе кажав, меѓународниот ден на пчелата се празнува веќе од 2018 година по иницијатива на Република Словенија, каде што со едногласно гласање во Генералното собрание на Обединетите нации, овој ден, денеска, 20 мај, е прогласен како меѓународен ден на пчелата, во чест на Антон Јанша, човекот кој што е основоположник на модерното пчеларство. Ова утро, наша и ваша гостинга, веќе погодувате, нашата Медена Атидже Муратовска. Атидже, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. И навистина не можеме да го одбележиме денешниот ден, денот на пчелата, меѓународниот ден на пчелата, а да не ја повикаме нашата и ваша Атидже. Пред да го започнеме разговорот, сакам да најавам дека вчера имаше навистина еден интересен хуманитарен базар кој што беше под мотото Пчелата како планетарно чудо. Го организираа учениците од основното училиште Гоце Делчев и тоа беше не само вчера беше како јаготка на шлагот, да кажеме, како крајот. Меѓутоа се случува активности преку целата недела, нели? Имаше организирано литературен конкурс, имаше ликовен конкурс на истата тема, имаше организирано работилница и предавање на тема Пчела планетарно чудо од господја Ирина Момировска. Нормално се прикажуваше проекцијата на Медена земја и секако промоција на песната Пчела, а вие, почитувани гледачи, имавте можност да ја проследите ова песничка веќе минатата сабота, кога и премиерно ја пуштивме во телевизија Алфа, а наша гостинка беше нашата Дени. И она што беше вчера, веќе Атидже, тоа беше една изложба, еден хепенинг, една манифестација, на која што имаше и хуманитарен карактер, на која што имаше изработени уникатни творби од камен, меѓутоа сепак беа пчелички на нив изработени од вредните раце на нашата Сузана Турунџиева и сите оние средства кои што беа собрани на овој базар беа наменети за вас, така? Како си поминавте вчера? Многу добро, баш ми радуваше и децата што сваќаа, ми прашања ми поставија и многу беше кога се собра децата, наставниците таму, за пчелите колку интерес имаше, баш ми е драго и мило беше. Значи, пчелата више се шира од ден на ден, секој го интересира и секој сваќа таа работата. Така е. Пчелата е планетарно чудо. Тоа беше и мотивот, нели, на оној хепенинг што беше вчера. Сега е месец мај. Така, почнуваат пчелите веќе да се будат со разобавувањето на природата. Како е со пчелите? Како месецов мај, како го одбележувате? Времето, еве сега малку е врнежливо, малку е сончево. Ке имаме ли мед до година? Ке има, пошто оваа година јас се враќаме на назад како што беше. Пред мај почнале тек тук да се ројат, ама времето малце ги каснеше. Ама за овие 2 дена, значи оваа некогаш кога има сонце, они одма се пуштат, ќе биде добро. Ќе терат малце покасно, значи дека времето паша ќе има, може ројаците да се ројат до 15 јули. Добри се пчелите, а и мед ќе има. Тие ланските пчелите ќе имат мед. Така. И сега, пред да си продолжиме поратаму со разговорот, да ја представиме и оваа книга Пчелата планетарно чудо. Ние имаме примерок на македонски јазик и еден примерок на албански јазик. Ние сме телевизија која што си ги почитува сите народи и кои што живеат во нашава земја. Ке има и понатаму сигурно и на турски јазик, на српски, меѓутоа сега за сега е на македонски и на албански јазик. Подаруваме по два примерока од оваа книга, Пчелата планетарно чудо. Значи за двајца гледачи имаме на македонски јазик и двајца гледачи имаме на албански јазик. Можете слободно од овој момент да се јавите во режија, да си ги оставите вашите податоци и секако во наредниве 2 недели да дојдете во просториите на Алфа телевизија и ќе ги добиете овие навистина прекрасни книги во кои што има преубави пораки за пчелата како планетарно чудо. Атидже, да си позборуваме сега за твојот живот и животот со пчелите. Целиот твој живот си посветена токму на пчелите. Она твоја позната реченица ја обиколи целата планета. Половина за мене, половина за пчелите. Како знаеш колку им е доволно мед да им оставиш, поготово еве во овој зимски период што измина?
да ти кажам, знам пошто како и они сваќат кога имат мед повеќе, знаат дека зима ќе има. Мора да им остаеш на ним. А па некој пчела нели покасно што се фанал, тој нема и за неја, ама нема да го зимаш. Од таа. Пред 10 години со 4 кг мед изваѓаше пчелата тие години. Ама оваа година гледам повеќе паша има и работат, многу паша има. Дождови што паднат, тамам на време беше, малце беше ладно, ги претеше некој ден, ама не е тој битно. Важно, поубаво, јас се баш ми радува од оваа година пчеларството и не само јас, и други се радуват. Да имат ројаци, да подноват пчелите. Така. И за медот, мене не ми интересира толку медот, помалце да имам, повеќе пчели да имам, ја сакам. Така? Да. Како ги разбираш пчелите? Како комуницираш со нив? Па пчелата нали сака милување, да го милуваш малце. Исто како и луѓето, така? Да, и луѓето ако правиш нешто лошо, па луѓето нема да те сакат. И они исто се така. Исто како луѓето, Да, така? да. Како знаеш кога се пчелите лути? Кога се нервозни? Кога пчелата у жешкото не смееш да претиш, оно оди на работа. Сабали можеш да гледаш и навечер. Тога има одредење кога. Сабали рано пред сонцето. Така. Тога не го смиру, не ти напаѓат. Ама сега он кога оди на работа, ако го претиш, тога се лутат они. Пошто они сакат што побурго да работат, да носат свет. А како се заштитуваш од пчелите? Тие се сепак, нели, може да каснат, тоа не е, предпоставувам... Види, некој пчела има, ќе ти кажем, некој леваци, што викат, тие напаѓат, и мора заштитник да ставиш, а другите, на секој не ставам. Јас не можам и да работам со такво, ама некогаш морам. Так. Некогаш морам. Кога не работиш со опрема, да кажам, како? И така, мошки ти касне. Дали постои некој природен начин, можеби, да се заштитиме, да се од пчелите, бидејќи сепак не е една пчела, него се повеќе, така? Повеќе, да, има разни, и они се лутат, нели, блиски се, едни тако не се лутат, другиот ки се лутат, ама и да касне некогаш може да се деси и од ликот, и од раците. Мене највише, значи, за очите ги она. До сега не се деси така, и од око имам апано од тука, и од ликот. Не се погоди нешто лошо. И тоа. Јас ретко да ме апне. Значи, кога вадам мед, тога ми касе пчелата. Тогаш, значи, кога го зимате. Сега кога се ројат малце, ројаците не. Ројаците се мирни. Кои се ројаците? Кои ги викате ројаци пчели? Ројаци што ќе се ројат сега оваа година, пчелата што ќе пушти ројак. Еден семејство пушта она. Значи новите месец дена, да. И не за џабе кажале дека месец мај е месецот на пчелата. Там погодена месецот сега е многу погодена у мај, ден на пчелите, че сега се ројат. Така. Атидже, сакав да ве прашам вчера, рековме дека како поминавте вчера на базарот, имаше многу дечиња, имаше многу интерес, така? Баш ми е радосно ќе дојдат, ќе ми загледат некој за пчелите, како беше, некој за... Ние мислам дека имаме, и од режија имаме веќе подготвени и инсерти. Гледаме, тоа се дечињата од основното училиште Гоце Делчев, така? Многу беа мили и многу ми почитуват. Така. За децата. Видов имавте и нешто со микрофон, дали имавте некоја песна, пеевте тамо заедно со Сузана, така? Да. И со нашата Дени, беше тамо, имаше и промоција на незината песничка пчела. Баш убаво извадил песната Дени, ала нека му е. Значи, од ден на ден за пчелите се зборува и никогаш да не се забора. Така. Во спотот ве видовме и вас, така? Да. Како беше снимањето? Добро беше. Многу деца се собраа, многу наставници се собраа. Значи интересот е голем. Да. Оваа мајца која што ја носи Атидже од Ханиленд, така од медена земја. Овдека е мајка Ханифе, така? Назифе, се извинувам. И сега сте вие заедно со Сузе, нели со нашата Сузе, па тука и мајка Блага. Сега она ми е мајка. Сега она ми е мајка. Тоа сакам да кажам, значи вашата мајка ја заменува мајка Блага. Атидже, како ви се измени животот од пред снимањето на филмот Медена земја? Што е сега поразлично? Предпоставувам многу е поразлично од тоа како што беше некогаш. Јас, значи, се навикнав уште на, значи, подобро. Многу ми се мене прво куќата, па вода има, струја има, се од ден на ден јас нешто го средам дворчето со цвекиња,
Значи, условите за живот се сега многу подобри во новата куќа, од тамо каде што живеевте, нели, во Бекирлија беше така, како што гледавме во Медена земја. Значи, тоа е сега средено, тоа е сега во ред, тоа е она што е малце поразлично. Меѓутоа, она што имам како информација, веќе 4 месеци немате никаква помош, да кажам, од државата. Нема, 4 месеци. Божам вика, ќе се враќа, не се враќа, нели, дали ќе се враќа, да, викам се, увек викам, ако нема, барем да најдеме на работа, да се работам стален, нормално нешто да имаме. Тоа не се надаше јас, ама тога, нели, привремено така беше ситуацијата, земавме, нели, социјално, кога правихме филмот. После мајката. Тоа заврши, заврши, да кажам, снимањето. Она што е важно е дека веќе ви е подобро, нели? Сепак условите се подобри, ете и вие сте веќе везнааците, значи нема каде да отидете во Македонија, па и надвор од Македонија, сите ни ја знаат нашата Медена Атидже. Еве и овде кај нас во студиото, во телевизијата, кога пристигнавте, гостите сите, Атидже, дали може да се сликаме со вас? Значи, сепак, животот ви е изменет, не сте веќе Атидже од Бекирлија, туку сте сега нашата Медена Атидже, така, Атидже Медена земја. Некоја порака да ни кажете за пчелите, да ни кажете порака до дечињата, бидејќи сега, нели, тие се, како рековте, се ројат, нели? И се размножуваат, и сега веќе се појавуваат, како што се буди природата, и пчелите излегуваат. Сега треба да не ги убиваме, нели? Бидејќи без пчелата, го видовме прилогот пред разговорот, животот без пчелата на оваа планета би бил никаков. Пошто пчелата кај што зима цвет од дрвата и плод има. Така. Значи, пчелата, и јас мене што ми однесе пола на пола, тоа ми однесе у Америка, да ти кажам. Тоа ми однесе, што сум кажал тој зборот, секогаш го имам тој. Таа реченица која што, како што кажав, ја обиколи, го обиколи целиот свет. Како поминавте тамо? Како беше промоцијата, еве, ја спомнавте Америка? Како би живееле тамо или не? А ја кај да сум у Македонија, сепак си останувате со пчелите, така? Кај да сум тука. И тамо многу луѓето ме почитувале, многу поштување имаше и од младите и возрастните, начин за документарен филмот, многу пофалби имаше режисерите што направија овој, така викаше тај од Америка еден главен, вика thank you very much, вика документарен македонски, вика, начин за филмот туркиш. И тоа знам дека е добро. Абе, направија, се трудија луѓето, нали, и филмачите се трудија, тешка беше со пчелите да се касат, па треба да паузираш, па да правиш, и тоа. Ама па отиде добро. Така, грижата и љубовта за пчелите останува секогаш, така? Да, тоа никогаш не се заборава. Тие се вашиот живот. Од кога прв пат почнавте, Атидже, да правите мед? Сеќавате ли на која возраст беше тоа? Од 12 години. И како? Кој ве воведе во самата таа, па можам да кажам, технологија, нели, да се добие мед? На мајка ми татко бил пчелар, малку, не многу, некој 10-15 чувал за јадење тога бил. И се мајка ми викаше, татко ми така пчела фаќаше, па ние видиме, нели, кај некој комшија така што имаше 5-6. И ќе правите на бртви, ќе си направите, вика, полека се, и од малце стана повеќе. И така беше. И медот ми влечеше многу, сакаше мед да јадам. Така? Да. Епа, медот е здрав, нели? Да. Како да кажам за крај, од прилика на разговорот, дали рековте дека оваа година е добра за медот, нели? За мене односно, минатата беше добра, значи оваа година имаме мед. Сега, оваа година велите дека ќе биде добра, значи да не се грижиме до година ќе има доволно мед, така? Колку долго трае медот? Колку долго може од кога ќе го извадите? Колку долго може да се јаде? Виде, природниот мед. И како да знаеме кој мед е природен? Природниот мед што е 1000 години може да трае. Седениот, сакето ќе трае. Ама на пример, седениот уште повеќе ќе трае. Значи седениот, сакето и он трае. Ќе го ставиш во една температура да стои. Не е толку на ладно, на средна зимно време. Температура, така. И како тоа го пече грлото кога природниот мед. Значи медот што викат некој таква вака, само тоа што знае пчеларите може да разберат кој е чист мед. Кој е чист мед? Да. Епа кој е? Епа оваа природниот. Како да познаеме сега на пазарот има, нели? Има. Така? Добро, има некои прават и така ја не сум по таа работа како кажуваат, некои од 10 кг ќе купат природниот мед, ќе прават 30 кг, тоа не е мед. Така. Самата пчела што ќе прави, тоа е чист мед. За лек. Ако сака така да јаде, тоа друго е, нели? Така. Ама таа не може се да биде природно. Тоа ретко остана што природно чуват.
ретко. Од медот се прави Се. прополис, така? А и прополис се прави, и полен се прави. Ете така. Ја не сум правила, ти кажам, прополис, да. Да. Собирам. Прополис како за лек, така? Да, оваа година, да. Јас со крајниците сум го лечил на времето со прополис и ракија беше, фала Богу, јас од ножот и од тие се кортолифа. Многу алуваше со крајниците. Така. Со прополис. А тидже продолжувате понатаму со пчелите, нели Да. нема откажување, се додека можете, така, ќе си продолжите да си Сега ги ќе кажам за така. Ајде. Во Турција кога бевме за филмот, прашале до кога ќе оде со пчелите. Додека нозите викам, ќе ме држа со пчелите, после ќе пееме и пред време и пеевме. И пред време беше тоа, значи не сакајќи испадна да пееме со Сузана. Ја бастунот не чека да земам па да пеем. Така викаше, ќе пеем кај пчелите тога, кога ќе не можам да работам, кај пчелите ќе пеем. Така. Значи, пчелите се вашиот живот, така? Останувате верна на нив до крај. За крај, еве, ни помина некако многу брзо времето. Сакам да кажете една порака, еве, до сите оние кои што не гледаат, бидејќи денеска е денот на пчелата, да ви го честитам и вам денот на пчелата. Хвала. И на сите пчелари, нели, Пчелари, ширум нашава земја, Европа и пчели светот. да продолжат, да има пчели, значи не само во Македонија, највредни се пчелите. Највредни се И, пчелите, да, така? вредни пчелите и медот е најдобро. Најздрав Такво и место го квалитетен. имаме, да. Така. А ти же благодарам тоа што ова утро бевте наша гостинка. Ни го разубавивте студиото со убавата ваша енергија, навистина и добрина, која што зрачи навистина еве и од очите и ви зрачи буквално и душата на добрина и на милост. Ви благодарам што бевте наша гостинка.